Тимот на серијалот имаме неколку прашања за вас. Овој пат пристигна од Дојран. Дојдовме тука за да се сретнеме и да поразговараме со Игор Џамбазов. Игор Џамбазов е во фокусот на ова интервју со прашања поврзани за неговиот ангажман во емисијата Агенда 21, посветена на прашањата за животната средина, на афирмацијата на овие прашања меѓу младата популација. Игор и како влијателна личност многу прави со неговата работа за овие прашања и токму тоа се дел од прашањата што ќе ги поразговараме со него. Гледате го интервјуто со Игор Џамбазов. Јас нема да кријам ако кажам, и тоа ќе го кажам со задоволство, чест ми е и навистина се чувствувам привилегиран што имам можност да разговарам со Игор Џамбазов. Ти благодарам многу за тоа што ја прифати. Добре дојде во Дојран. Добре најдов, да. И Дојран, да, посебно е битно и тоа, затоа што успеавме тука да се сретнеме и да го отвориме овој разговор и да разговараме за прашањата што ти ги најавив во комуникацијата што ја имавме претходно. Да, и токму се наоѓаме на такво место, прости што те прекинувам, Да, кое покажува колку Дојран е убаво и чисто место. да. И нели скопјаните патат од тоа дали е црвено загадувањето или е портокалово или е тука е секогаш зелено. Така. Тук не сме загадени од ништо. Okay. Освен од лоши и некултурни туристи. Да. Па добро, ова интервју е сушност зелено. Е посветено е на зеленото. На 22 април е денот на планетата Така. Земја. И јас сакав и успеав, ти благодарам на тебе што го ја прифати целата оваа иницијатива, да го направиме ова интервју поврзано со екологијата, со животната средина, во пресрет на денот, а поврзано со твоите активности. Имено Агенда 21 ми се чини единствената емисија која е редовно, телевизиска емисија, продукција, која редовно ги отвара прашањата за животната средина, во која ти, заедно со твојот колега Тони Михајловски, уште со неколкумина ваши пријатели, колеги и така натаму, продукцијскиот тим, го правите сето тоа, афирмирајќи ги тие прашања преку пораките што им ги испраќате на младите, тие се вклучени деца, млади, таа група, за да сватат колку се важни овие прашања. И кога зборувам за тоа, сакам да почнам со тоа што јас, кога ги гледав тие неколку емисии, заклучив дека тоа не го правите само заради некаква чувство на професионална одговорност. Еве еден проект, па ние професионално ќе одговориме на тоа. Туку гледам во тоа многу љубов, многу ентузијазам, начинот на кој го правите тоа. Да, за жал, Бојаровски, тоа е единствената емисија која сериозно го третира проблемот на екологијата. И тоа не е само екологијата запишана во својата дефиниција. Туку екологијата малку пошироко. Ние ги вклучуваме и домашните миленици, и бучавата која е дел од лошото живење и така натаму. И сега ќе се сложиш дека навистина е абсурдно држава од скоро 2 милиона луѓе, бидејќи јас не верувам дека во основните училишта постојат не знам какви предмети кои се посветени на тоа. Ние во наше време имавме природа и општество, сега се вика тоа има сосема друго име, но еве имам пријатели што имаат мали деца, внуци, се обидувам да најдам нешто. Нема ништо. Што ќе рече, се уште не сме направиле менталната екологија, за да почнеме да се занимаваме со оваа другата. А менталната екологија, тоа не можеш во гените да го добиеш, тоа се учи. Значи, или ќе те научат дома, значи или е дел од домашното воспитување, или е дел од образовниот систем. За жал, кај нас ни мајките, ни татковците го немале тоа во своите училишта, па како очекуваме да им го пренесат на своите поколенија. Споредувајќи ја Македонија со другите, еве, овие што ни се блиски, ние сме на дното. На дното. А претендираме да бидеме туристичка земја, еколошки, освестена, нели? Се уште сме далеку од тоа. Но, еве, Агенда, првата сезона можеби малку по-скромно, втората сезона малку по-самоуверено, третата сезона веќе со свој став, а во четвртата сезона малку присуството на Тони покрај мене, на Александар, неговиот син, кој исто така ние колега од Македонскиот народен театар, децата од актерската школа, се потрудивме да, и мислам дека успеавме во тоа да најдеме таа формула, најлесниот начин
тоа да се спакува во еден пакет кој ќе биде интересен и за децата и за родителите. Односно за оние што не се еколошки освестени и оние што би требало да ги освестуваат овие еколошки неосвестените, па и себе си да се образуваат малку на таа тема. И во еден неврзан разговор ти спомнав дека во првата сезона, да речеме дека скоро да немаше никакви реакции од засегнатите странки или од тие што се одговорни за тоа, иако поканувавме и министри, и активисти и така натаму. Во втората сезона веќе почнавме да добиваме пораки од типот на ве молиме да внимавате што зборувате, да ги проверувате фактите. Весна Петрушевска ги правеше сценаријата за првите 3 сезони и таа навистина е жена што знае колку е доволно, каде е црвената линија. За да во третата сезона па активистите што ни беа гости, почнаа да ни покажуваат едни чудни SMS пораки кои ги добиваат од големите концерни кои сакаат да градат, отвараат нови рудници, кои расфрлаат околу себе арсен, цијанит и се што и се прават мутави. И мислам дека дојде време кога треба да се прекине со тоа дека секоја иницијатива што се однесува на здравието на луѓето е платена од странство, некој ги собрал. Не е баш така. Така испаѓа дека ние имаме неосвестени граѓани. Дека нашите граѓани за пари себе направиле. Не е баш така. Јас познам активисти кои баш ништо немаат од тоа, освен некоја лична сатисфакција и се трудат да направат нешто за оваа земја. За општеството воопшто. Правејќи за себе, правиш за своите деца, ама правиш и за општеството. Јас сум позната инфлуенсерка, имам една објавено дека менувајќи се себе си на подобро, ти не се менуваш само себе си, ти го менуваш светот на подобро. Отвори многу прашања што сакам да ти ги зборови клучни, што сакам да ги малце да ги развиеме понатаму. Еве да почнеме со менталната екологија, што ја спомна ти, велиме во училиштата или нема, или тие образовни програми не се соодветни на времето, на потребите, на она што е актуелно прашање и актуелен момент кога станува збор за животната средина, но дали е доволно само да се учи за животната средина? Ми се чини има едно правило кое вели за некои други дисциплини, ама може да се примени и тука. Ти можеш да научиш нешто за животната средина, но потребен ти е постојан тренинг, постојано да бидеш во духот, во ритамот на тоа да ги усовршуваш тоа свое знаење и да го применуваш. Како со законите. Да. Ние имаме супер закони, препишани од најдобрите устави на светот, ама не се спроведуваат. Си постои закони за екологија и за заштита на животната средина, но не се спроведува. Не се спроведува. Имаш абсурдни ситуации, да речеме, луѓето што истовремено се борат за еколошките принципи, се членови на управни одбори на рудници, за кои не е баш сигурно дека не ја загадуваат околината. Знаеш ли колку има такви? Сеќавам на една епизода од првата сезона, кога уште тогаш со дрон ги снимавме сите диви депонии. Откривме дека само на потегот од Струмица до Ново село има 100. После првата сезона се намали бројот, а на третата сезона на Агенда изјавите беа дека скоро и да нема веќе. Јас не велам дека тоа го направила Агенда, но доволно би било само едно полуминистерче да го чуе тоа, па да го предложи, па дај да видиме што е со тие диви депонии. И сега сакам во петата сезона повторно да го направиме истиот лет на дронот и да видиме дали сме успеале во нешто. И ти повторувам, не го сметам тоа за успех на Агенда, нити наш личен успех. Туку ете, тие 20-30 минути од некоја епизода ги видел некој што треба да ги види. И затоа не се лутам кога ќе ми ја репризираат Агенда 5 пати. Нека ја репризираат секој ден. Може би некој што треба ќе чуе. Ако ја испушти во вторник, ќе ја фати во петок. Агенда нема лоша намера, ниту па сака се прави важна, ниту па сака да заработи пари од тоа. Но за среќа, ова мора да ти го признам, 4 сезони имаме среќа, 2 на вистина општествено одговорни фирми, Пакомак и Нула отпад, да ни бидат не само спонзори, донатори, мецени да бидат на целиот проект. Се најдоа и тие себе си и морам да ти кажам дека Агенда беше прва што ги промовираше машините за рециклирање на отпад, конзерви, хартија, пластика, така натаму. Агенда беше прва што го посочи проблемот со електронскиот отпад.
Не знам дали си запознаен ти за бројките. Да. Еве кажи сега дома колку каблови имаш што не ги користиш. Кој знае, Од стариот полна фиока. мобилен. Па тоа малото пинче во лаптопот Да. што влегува. Па тоа што ти останало од стариот телевизор. Тоа направивме зелен број. На тој зелен број луѓето сериозно се јавува и агенда беше прва што им викаше: вие само подгответе го отпадот, ние ќе поминеме, дома ќе ви го земеме. И јас сум горд што учествував во таков проект што на вистина помрдна некои граници. Тргнавме од нула и тоа е Да. најбитно. Ово уште еднаш ми потврдува дека она што го реков на почетокот, не се работи само за професионална одговорност да се спроведе, ако можем така да го наречем, проектот, но е очигледно повеќе од проектот начинот на кој ти се вклучуваш во тоа и во кој се даваш. И тоа е може да биде пример. И сега сакам да опорзам и со твоето влијание во јавност. Ти си позната личност, она што го викаат селебрити, популарна многу личност, која зборот твој може да направи промени и гледаме дека прави и од ова што го сведочиш за... Дај Боже да е така. Да. Дај Боже да е. Се радувам ако е така. Да. Колку си задоволен од вклучувањето на другите во ваков тип на активност? Па ние направивме еден добар потек во агенда, секогаш имаме по еден селебрити гости. Така успеавме младата генерација да ја натераме да ја гледа агенда. Сега тинејџерите кои го обожуваат Таско, раперот, ја привлековме таа генерација. Со Пере Нокаут ја привлековме средната генерација. Со не знам Тошо Малерот ја привлековме возрастната генерација. Така, но никој не ни одби. И сите своето гостување немилосредно го споделуваа на социјалните мрежи, па и ние се приклучувавме на тоа и на вистина, сега ќе ти се пофалам дека деловите во агенда што ги имаме Тони Михайловски и јас имаат милионски прегледи на YouTube. Да. Ама на YouTube милионски прегледи, повеќе од многу спотови познати македонски и така натаму. Што ти вели тоа? Сме успеале, барем младата генерација која кисне на YouTube, која сака музика и така натаму, дека сме ги натерале да влезат и тие во нашето убаво друштво, кој има добра намера. Да. И не само тоа, кога зборуваме за социјалните мрежи, обично се споменуваат во контекст на некаков негативен контекст. Да, за жал. Го имам во предвид тука говорот на омраза што се шири таму, но вие покажувате дека еве имаме пример каде што социјалните мрежи можат еден друг говор да афирмираат, да промовираат, да поттикнуваат. Да го заборавиме говорот на омраза и мразачите едноставно можеби нема да ги, не знам, да ги тргнеме за секојаш на страна, ќе постојат, но гледаме преку твоите активности дека има алтернатива, дека може нешто друго. И добро си го забележал тоа и нешто друго ја што го забележав, дека скоро и да немаше негативни коментари. Мислам да сме на чисто. Овде во Реформ кога е полно има 200 луѓе. 5 мина не ги бива. Има друг поглед на свет, друго ги интересира. Нивните комплекси преоѓаат во агресија и така натаму. Знаеш, кога си необразуван, кога си неинформиран, кога си во мрак тотален, тебе ти останува да бидеш негативен за да дојдеш до израз. Оти позитивно не можеш да влиеш, очигледно. И го забележав тоа дека луѓето не послушаа во смисла на тоа дека се почнува од дома. Се почнува од децата, од семејниот ручек, од родителскиот состанок во училиште и тоа. Кога се луѓето организирани, полесно врват работите нанапред. Ние успеавме да ги собереме сите овие општествено одговорни фирми, да ги убедиме дека мисијата е голема, навистина е голема мисија, да освестуваш еден народ кој до вчера плука низ своите автомобили. Се уште плукаат, но верувај ми, бројот е помал. Сега ти кажам една анекдота. Сестра ми која живее 30 години во Македонија, кога ќе дојде тука се нервира. Во Америка. Да, во Америка, да. Кога ќе дојде во Македонија се нервира. Третиот ден, она, и ја ќе речам, сестра, ама ти заборави зашто си отиде од оваа земја сега. Тука не се менуваат работите како во Холивуд преку ног. Тука е еволуција, нема револуција. И се сеќавам, стоиме на едни семафори кај новата железничка станица, чекаме на црвено на семафор, пред нас автомобил, убав модерен автомобил, се отвори прозорот од десната страна со возачкото место и едно пластично канче од јогурт. Да.
Додека траеше црвеното, сестра ми излезе од автомобилот, го зема канчето јогурт и само им го врати Да, назад. да. Сега во нормални околности, мажов кој ќе излезе, или јадеш кјотек, или ќе му се случи нешто на твојот автомобил, за среќа, тоа што кажа ти, ние селебритис, различно реагираат луѓето на излезе човекот и кога ме виде мене, Така. без збор само се врати наназад, се вклучи зеленото светло, почнаме да свириме, а тој се расправаше со неговата жена. Значи, што се случи? Добија двојна лекција. Дека, ова, повеќе, жено, да не го правиш, гледај се Игор Џамбазов, тука може не снимаше, зарезил сме. Така. Само овој народ мора да го казниш за да научи. За жал, казните, не знам дали си видел колкаи се еколошките казни. Да. Да речеме, ако те фатат да фрлиш ова, опушок од цигара беше модерно до пред 10 години 50 евра. 50 евра, да. Како бе 50 евра? Да. Па некој намерно ќе фрла само за да се направи фраја, да имаме ја пари, уште една, Да. уште една. Закони кои се спроведуваат и закони кои се нормални. Но не се само закони. Еве и овој пример говори за тоа дека кога те видел човекот, Да. заправо, Да, сватил ја дека искара жената му. да, ја искам. Сакам да кажам, не е само дека ти ја правиш таа емисија и ги емитираш твоите пораки кон некој друг. Прашањето е во тоа дали ти го живееш тоа. Тоа е И тоа. сега не, еве да продолжиме понатаму. Ти дојде го избра Дојран да живееш. Беласица е за нас, тука до езерото, мирот и тишината не може да се опишат Да. тука на камера или Да. или стонот. Само луѓе кога ќе дојдат може да го Да, почувствуваат. но твојот избор вели дека да, јас си афирмирам здравата животна средина, но јас и ја живеам. Така. Сакам да ја живеам. И уште едно прашање е, пак ќе се навратам на многу карактеристичен случај, овој што била анегдотата. Не вистинска приказна со твојата сестра, практично твојата постапка поттикнала промена на свеста кај човек. Да, И сега не е доволно ти да си свесен сами од себе си. Дека така треба да се не однесеш. сум направил ништо ако Таа сам своја- себе се Таа освестам. своја свест ја пренесуваш на другите. Да. Живееш со таа свест. Тоа е многу специјален момент и со секоја чест како Да, иако да ти кажам, не знам дали се сеќаваш на Ерин Броковиќ да, и прекрасната Џулија Робертс. да. Секаш каков проблем има они? Да. Колку траеше сето тоа, Да. колку се измачија, Да. какви пораки добиваат, животите им беа во прашање, но луѓе со мисла, со цел, со идеја го спроведуваат тоа. И знам често на снимањата на Агенда да ја спомнам Ерин Броковиќ како еден посебен пример за тоа како да се реши неправдата, како овие луѓе кои со години биле зарачени, труени, да добијат барем некаква надокнада за маките што ги преживеале. Тоа се случува и кај нас. Во помала мерка, но ете ти спомнав еден активист кој ни се жалеше во околината на Струмица, се прави таму, не знам што се прави, отишле, измериле недозволена количина на тоа, недозволена количина на тоа, недозволена количина на тоа, на 3 убиствени работи. И кога излезе во јавност, он беше предавник, шпион, платеник од Запад, американски војник, мајката. Не оди тоа така. Не се сите со лоша намера. Така. А ние сме со добра, навистина сме со добра. Да. И екологијата има 5-6 сегменти и многу е тешко да се издржи 4 сезони. Се знае кои се проблемите на екологијата. И затоа ние се, да не ги повторуваме истите, се обидуваме во склоп на агендата да го прошириме тоа. Така. Значи, еве, да го прошириме на домашните миленици. И тие се дел од еколошкиот Секако, да. систем. Нашиот однос кон домашните Нашиот миленици, однос, кои значи, се в дел од домено природата, куче од животната не прави средина. белја надвор. Да. В домено куче. Или куче однесено, заловено во стационар, стерилизирано, обележано и вратено во природата, не е агресивно куче. Не и штети не му штети на екобалансот на езерото. Да. Само те прави, тоа ја прави Македонија нормална земја, кога сите кучиња се вдомени. Интервјуто го правиме неколку дена откако се вративме од турнејата со МНТ во Црна Гора и Босна и Херцеговина. Бе во Сарајево. Да. Сарајево станал европски град, прекрасен. И сега јас кучкар, мачкар, што забележав после неколку часа шетање в Сарајево, дека нема ни едно куче скитник. Мачка не видовме, куче не видовме.
деца многу, мачка, куче, не видов. И се шегувавме со екипата, имам наградна игра. Викам, секој што ќе сними куче, видео или фотка и ми ја прати на Инстаграм, добива 100 евра. Наградна игра. Да. Не најдовме куче скитник. И вечерта на 12-ка дојде една од замениците на градоначалникот, една фина господја, љубеничка во театарот и во неврзан муабет, ја прашав. Она ми рече, па ние тој проблем го решивме уште на почетокот на овој век. Еј, град што 1995 беше под опсада 3 години, кој беше најнебезбедното место на планетата за живење, го решил проблемот со кучињата само 6-7 години после таа опсада. А ние сме под опсада, самите себе сме под опсада. Да. Не сваќаш, не можеме да излеземе од некоја зачмае нас. Таа е некој балон зачмае, некој стаклено звоно под кој ние седиме и чекаме друг да ги реши проблемите. И токму затоа ентузијазмот на Тони, на неговата сопруга Александра Јорева, на Вики Дамевска продуцентката, на малиот Михајловски на Александар, на сите ние што драго ми е дека се собра една таква екипа. На почетокот служевме за посмев. Што е екологија кој ти слуша тоа? Но кога си упорен, и еве, мене па ми е посебно драго што човек како тебе што е 200 години во новинарството го препознал тоа. И ми е многу драго што дојде и што го правиме овој момент. Да знам дека сум во право и јас. Да. Ја спомна Црна Гора, Босна и Херцеговина, нам по старите генерации, ама и тоа и сега е пример, Словенија ни беше од секојаш земја која се грижи за животната средина. Луѓето кои ќе отидат таму не можат да видат апотека. Отпад, да, апотека. Буквално апотека. И сега прашањето ми е од секојаш би било, што е тоа што словенците ги прави словенци, зошто ние не можеме македонците да станеме словенци? Може да ти одговорам наискрено. Наискрено. Турците стигнале само до Карловац. Турците се криви. Кои биле Австро-Унгарија. Така. Значи тоа била империја. Австро-Унгарија има закони што ден денес важат. Значи, имало некој умен човек, умни луѓе кои тоа го правеле. Словенците во време на Југославија беа Европа за нас, па и хрватите тука некаде се додека не се случи таа глупост, што му се случи на Балканот воопшто. Но, она што сакав исто така да го кажам, за нив. Да вдомиш куче. Има голема акција на глобално ниво е, не купувајте кучиња, вдомувајте кучиња. Не можат луѓето да сватат што ќе добиеме ние ако сите вдобиме по едно куче. Нема да има веќе инциденти по улиците, ме нападнаа чопор кучиња. Нема да има болести, мачкини куги од кои умираат. Па сега, знаеш дека се уште постојат луѓе што сакаат да ги трујат кучиња? Да. Па тоа, кој век е тоа? Да. Се сме во 21-ви, тоа не е 20, тоа е 19 век. Да го труеш кучето. Кој си бе ти да го отруеш кучето? И он е на оваа планета исто како тебе. И он сака љубов, и он сака некој да се грижи за него, и он да се грижи за своите поколенија и тоа. Кучињата како повеќе да го разбираат овој проблем. Сериозен сум. Овде кога понекогаш кога ќе се повлече езерото, ги наблюдувам кучињата ги снима. И тие забележуваат дека нешто не е во ред. Дека водата во која се бањевме веќе ја нема. И онака со зачудени погледи сум ги анализирал, оти шетаме со Феркунде, сакаме да видиме, многу сме спешија ќе земеме на кеса, во десната рака ми е Феркунде, во левата кеса избираме ѓубренца по плажата. Мислам, за да не испаде дека се фолирам јас дека до толку сум. Не, само се сметам за еколошки освестена личност. Не ми се случи на 20 години. И мене ми се случи на 40 кусур, ама веројатно се во животот си доаѓа со време. Така. И ајде за да го оправдаме амбиентот во кој се наоѓаме, зошто до Иран? Па зошто до Иран? Се обидував на разни места да живеам. Во планина, во Маврово бев еден извесен период. Па живеев во едно демирхисарско село Слепче, во подножието на Илинска планина. Но имав некакви здравствени проблеми и на крај се испостави дека мене големи надморски висини не ми одговара. Едноставно не се чувствувам добро кога ќе поседам 2-3 месеца во Маврово, почнуваат некакви проблеми и не ми се допадна тоа. Овде сме на 130-140 метра надморска висина. Солунското пристаниште е на 60 км од тука, медитеранска клима.
понекогаш се случува овде вака да седиме како сега, а да ми пратат видео од Нов Дојран дека паѓа снег. Ама сериозен сум. Или обратно. Овде не време, таму се играат пинг-понг у дворот. Значи, како да точно средината на езерото, која се наоѓа помеѓу двата Дојрана, како да е граница на климатската зона. Така, Неверојатно. медитеранската и континентална. И сега едва чекаме да дое мај-јуни, тога што најмногу се можеш да го почувствуваш, овде седиш и го чувствуваш, ја чувствуваш солта од Така. од морето, некои ветришта такви, и точно знаеш во која клима се наоѓаш. Најмногу заради климата, а и тоа што од дете со дедо ми сме доаѓале тука во легендарниот Ачикот кампот, тој ловеше риби, знаеш како беше он театрален целиот, одевме цела фамилија, подосна почнав да доаѓам, се здобив со многу добри пријатели овде, и Статови, и Јаневи, овој почнав Дојран да си го сваќам како место, искрено Охрид ми е преку глава, затоа што цел живот младоста сум ја поминал, таму е хаос. Так. И ми требаше помирно едно место и мислам дека го најдов вистинското место. Мирот што сега го чувствувам во својата душа, последен пат сум го почувствувал на 16 години. Бегството во Дојран, предпоставувам дека и заради бегството од бучавата на градот, од нехуманите димензии што градот денеска ги има. Од што попрво да бегаш од Скопје? Дали од загаденоста, дали од гужвата, дали од бучавата. Тоа се трите веројатно онака работи заради кои луѓето бегаат од Скопје. Мислам, еве имам јас едно станче кој го користам кога одам во Скопје, се наоѓа во Козле. Козле е средено, паркче има, пешачки патеки, се убаво тоа изгледа. Меѓутоа, музика до еден, огномети ненајавени, над нас мислиш Трета светска војна поминала. Мотори кои брмчат во 1 часот наутро, млади со БМВ-ња кои дрифтаат тука на Партизанска, на Илинденска. Но хаос. Овде понекогаш е толку мирно што на лаптопот пуштам до даска некој Deep Purple, чисто да ме подсети дека има цивилизација на дофат до мене и тоа. Да, тоа е веројатно бучавата и загаденоста, што веројатно е една од работите кои генерациите подосна ќе ги почувствуваат. Не е здраво тоа што се дише во Скопје. Едно не ми било јасно мене. Еве тебе ќе те прашам јавно. Овие што ги спроведуваат законите или што треба да ги донесат, поготово закони за екологија, за заштита на животната средина, имаат своји поколенија, синови, ќерки кои имаат синови и ќерки, значи внуци, тие кој воздух го дишат. Увезен од Бугарија некој донесен од Алиекспрес купен преку Тему, кој истиот воздух го дишат. Или нивните деца се отпорни, затоа што нивните татковци ги донеле или не ги донеле законите. Сите го дишеме тој из воздух. Значи, ако веќе си на позиција да одлучуваш, па прво на твоето дете помисли кога го носиш закон. На твоето дете помисли што ќе диже моето дете. Докаде, значи, необразовани, неталентирани полусветови кои одлучуваат за клучните работи на човечкото постоење воопшто. И токму затоа агенда е како еден изблик, како една што викаше покоен Зеко, контра на контрата. Значи, како да бунтовник со причина. Тоа е агенда 21. Бунтовник со причина, тоа со голема причина. И многу ми е драго кога продуцентката Вики ќе ми пушти скриншот од тоа колку денеска не гледале. Викам, гледај денеска, ова го гледале 10.000 луѓе само денеска. Значи, од тие 10.000 луѓе, 90% фрли ги. Тие 10% се 1000 луѓе. 1000 луѓе го гледале тоа. Од тие 1000, 500 ништо не разбрале. А од овие 500 што разбрале, 250 го разбрале и ќе го спроведуваат. Другите 250 можеби ќе го знаат, ќе го имаат на ум, па ќе го спроведат кога ќе биде густо. Така, тоа се тие чекори што одиме напред. И затоа реков, тоа е бавно, но сигурно одење напред. Нема револуција во оваа работа, има само еволуција. Полека, сега си дојде на своја. Така. Ти благодарам многу, не знам, на крај сакам да те замолам порака една ако имаш во врска со овие прашања. Некоја сублимат. Фрлајте го ѓубрето на место за фрлање, рециклирајте ги
вашите отпадоци во машините, вдомете едно куче, бидете насмејани и дојдете во Дојран. Тоа е тоа. Така, ти благодарам многу. Благодарам и тебе. Чест Да. ми беше. Исто, да. Чао.